Се почесто се прашуваме дали навистина купуваме безбедна и исправна храна. Здравието на луѓето директно зависи од храната што ја консумираме. Но граѓаните може да бидат мирни. Мониторирањето се спроведувало и ќе се спроведува, изјави директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Поповски. Тој отфрлајќи ги обвинувањата на дополнителниот заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство Лупчо Николовски, рече дека резултатите од мониторингот секоја година се кажуваат јавно. Најодговорно тврдиме дека храната во Република Македонија е безбедна. Тоа е потврдено со фактот дека се направени минатата година нешто повеќе од 42.000 официјални контроли. И уште еднаш ќе повторам дека фактот што Република Македонија од година во година е се поголем извозник на се поголем вид на прехранбени производи во Европската Унија, но би одговорил на дополнителниот заменик министер, бидејќи во ситуација на отсуство на идеи, за него скандалозно е она што ние како институција го постигнуваме, бидејќи истото тоа не можеше да се постигне во времето на нивното раководење, дека го зголемуваме извозот и дека нашите компании се повеќе наоѓаат пласма на своите производи во овие стратешки држави. На прашањето дали храната во Македонија е безбедна, граѓаните со поделени мислења. Па јас колку знам дека се продава. Што сам земал до сега не имало проблеми никакви. Имаме само можеби некаде во некоја продавница да се најде негде случајно, што сме натрак. Во месарите јас мелено месо не зимам си дома си меле. Мислам дека има, али не е доволно и е скапано. Урда купи за никаде. Виршли купи исто за никаде. Дополнителниот министер за храна и ветеринарство да се воздржи од ваквите коментари, бидејќи со ваквите изјави и обвинувања им допринесува голема штета и на сточарите, велат од Асоциацијата на земјоделци. Дали е тој свесен дека неколку дена имаме ние намалена продажба на нашите производи и ни се јавуваат потрошувачите и не прашуваат дали навистина нашата стока е вакцинирана, дали се вршат контроли. Па што мислите вие, дали може едно ветеринарно друштво да издаде на земјоделец пасош со кој се потврдува здравствената состојба и имателот на таа стока, ако таа стока не е испитана, ако таа стока не е вакцинирана и ако не е здравствен испит? Дали ние знаеме продаденото наше месо, кој го консумира? Дали тоа не го консумираат и моите деца, или мојата родбина, или моите останати пријатели? Безбедноста на храната, функционирањето на системите е на највисоко ниво, да не се пласираат невистини и да не се ствара кај народот непотребни грижи во делот на безбедноста на храната, порача Поповски.